Добре дојдовте во 360 степени и честит Великден на сите што го слават. На истекот на овој продолжен празничен викенд ќе избегаме од тешките политички теми и ќе ви понудиме разговор посветен на врвната медицина и на науката. За соговорник го имаме Иво Бошковски, гастроентеролог со светско реноме, кој работи во познатата римска болница Џемели во собственост на Ватикан, во која меѓу другото се лекуваат поглаварите на Римокатоличката црква. Професор е и на Католичкиот универзитет, а неодамна доби грант од 6 милиони и 400 илјади евра за да развие уред кој во исто време ќе врши и диагноза и терапија. Меѓу другото, автор е на серија иновативни методи, меѓу кои и такви што даваат добри резултати во процесот на слабење. Доктор Иво Бошковски, добро дојдовте во 360 степени. Ви благодарам за поканата. Моја чест е да бидам тука. На почеток, за дел од македонската јавност, веројатно сте познат, за дел не сте. Јас би сакал малку за вашата животна и професионална врвица да зборуваме, бидејќи верувам дека вашиот успех може мотивацијски да делува кај дел од македонските граѓани. Се разбира, при тоа не мислам да заминат од земја, туку да се посветат на успехот на науката, на работата, на прогресот. Живеете и работите во Рим, реков. Но каква е вашата моментална врска со Македонија? Имам тука родители, брат, сна, внуци, огромна фамилија Бошковски. Имам доста другари, пријатели, колеги. Значи тоа што се иселивте не ги прекина, не ни може да ги прекина, впрочем. Ги подобри. Вашиот животен пат почнува во Тетово. Роден сте 1981 година. Да. Имате 45 години. Каде учевте и како го памтите тој период? Учев во Кирил Печиновиќ, прво во Лирија, основна школа, да. Потоа Кирил Печиновиќ, гимназија до 99-та, потоа медицински факултет во Скопје. Ова сакам да ве прашам, бидејќи средно сте завршиле гимназија. Да. Во Тетово има и средно медицинско училиште. Да. Медицината не беше ваш избор уште од детските денови? Науката беше мој избор. Повеќе ме интересира механика, биологија, сите природно-научни дисциплини, да. И секако вид на механизми, на биолошки механизми, на механизми на апарати и така натаму. И како падна изборот, да речеме, не на машински или електро, туку на медицина? Случајно. Моите не се лекари. Татко ми е инженер, мајка ми е економист, брат ми е инженер. И решивте 1999 да се запишете на медицинскиот факултет при УКИМ, се запишувате и почнувате тука да студирате. Колку години поминавте? 2 години. 2 години. И потоа доаѓа студирањето во Италија. Тоа беше на ваша иницијатива или на нечија друга иницијатива? На моја иницијатива, никој не веруваше. И моите родители беа малку со огромна поддршка, ама никој не веруваше дека можам да успеам да положам приемен испит во Италија. Оти кога аплицирав, требаше да го знам италијанскиот јазик. И аплицирав преку амбасада, добив покана и така натаму. Морав во исто време да учам и за испити, и италијански јазик, ама мојата фамилија од секогаш ми има научено на макотрпна работа, на труд, на станување рано. Од фамилиарно имавме свечарски занает и не будеа рано од сабајле и за викенд, додека сите наши другари на мој и на брат ми спија, ние во 6 не будеа сабајле за да работиме уште како деца. Значи, сте биле навикнат на работа, сакате да кажете. Како одеше процесот на запишување на факултетот во Перуџа? Тоа беше доста интересно, затоа што добив покана од амбасада. Добив виза, беше многу тешко да се добие виза. И добив виза за студирање во амбасадата тука во Скопје. И беше специјален ден за мене. Оти беше нешто ново да пробам. На италијански беше пријемно? Да, се на италијански. Стигнав во Рим, од Рим за Перуџа. Во Перуџа
полагањето беше на 4 септември. Памтите. Да, Која година? 2002. 2002. И јас најдов ефтин престој во црквата, таму имаше еден како престој за студенти. И ден претходно пред приемниот испит морав да пробам како се стига со автобус, да бидам таму точно во 8 саба или така натаму. И зедов автобус, стигнав на амфитеатрот кај што се полагаот и на листот пишуваше дека треба да бидам таму во 8. Јас сум од Тетово, мора да биде се прецизно. И стигнав, видов се и за враќање зедов погрешен автобус, без да знам, кој што ме донесе на место кој што не го знаев. И викам, сега, кај се изгубив тука, на место да учам, утре да ги поминам последните страници. 4 предмети се полагаат во Италија за да се влезе на медицина. Се полага биологија, хемија, математика и логика и на италијански. И случајно, барајќи да излезам на место, не го знав градот, бев таму 2 дена, да се вратам назад во коледжот кај што спиев. Најдов пред мене зграда кај што пишуваше медицински факултет, секретаријат. Викам, колку медицински факултети има тука. Влегов внатре и гледам гужва, викам, што се случило. И ми кажа дека треба да се регистрирам, да се запишам, дека истечува во 12. А беше малку пред 12 и во последен момент упватив за приемен испит, добив регистрација и Значи случајно практично. Случајно. Погрешка. Погрешка успеавте да ја поминете таа фаза. Да се запишам, да, утредната имаше полагање, да. И како помина полагањето? 1600 кандидати, јас бев 4. Добро, интересно. За некој што предходниот ден случајно стигнал да се регистрира. Да, како го памтите тој период од студирањето во Перуџа? Не беше лесно воопшто, затоа што имав 20 години, 21. И за мене беше многу тешко. Поготово учењето, па на почеток морав да учам и да идам и на прва година и на трета година, за да не ги изгубам испитите и предавањата паралелно, затоа што поборав да ми ги признаат испитите од Скопје. И што ви признаа од Скопје? Се ви признаа? Беше многу квалитетно. Квалитетна програма. Програмата беше одлична, сите испити ми ги признаа и ме ставија директно во трета година, да. Добро. Која година дипломирате? 2005. И потоа специализација? Или како се вика тоа? Специализација, да, е многу тешко да се влезе во Италија на специализација, има доста многу конкуренција. Сакав да одам во Германија, имав многу од една страна страв, од друга, ако не влезев на специализација, ми истечуваше регуларниот престој во Италија, и се уште немав државјанство. И моја желба беше да пробам во Рим, на кампус Биомедико, кој што е еден од најпрестижните универзитети и католички кампус Биомедико. Еден е на Јужен Рим, еден е на Северен Рим. Имаше 4 места и полагав таму и влегов на 4 на 4 места. Тоа четворката ми следи. Да. И специализацијата колку време траеше, кога ја завршивте? 4 години. 2009, потоа добив докторат на Католички универзитет. Во меѓувреме имаше соработка, тоест учев ендоскопија на Католички универзитет. Уште од прва година на специализација, заедно со професор Гуидо Костамања, кој што стана мој ментор и број еден светски познат ендоскопист, кој што успеав да станам негов асистент, да бидам цело време со него, да објавувам да учите студии. Покрај него. Да. Тој е уште активен? Во пензија, ама за мене маестро, број еден. Па јасно. И зошто е така. Сега, која е Џемели? Реков, позната болница, таму сте, таму е вашиот професионален век.
Од кога? Од 2012 практично? Уште од 2005-та, Уште за да од бидам 2005. искрен, и на почеток почнав ендоскопија и на кампус и на Джемели, ама Джемели ме влечеше повеќе. Джемели е болница која што е изградена во 1963 и нон-стоп се реновира. Има 1700 кревети, има се што има. Негде видов податок 17.000 вели медицински уреди дека има. Да, имаме апарати. 54 операциони сали, 3 сали за ургентни случаи кои што работат нон-стоп, хелиодром, игралишта за тенис, амфитеатри и така натаму, за фудбал, за се што има, за кампус, за спорт, за студенти. Е доста голем комплекс. И имаме доста голема поддршка за наука, за истражување, тоа ме задржа мене на Джемели. Болницата е во собственост на Ватикан и таму се лекуваат поглаварите на Римокатоличката црква. Како изгледа тоа? Има посебен дел од болницата кој што е наменет за нив? Сите се на исто ниво. Папата има своји апартмани. За другото, за сите има исте третманот. И за сиромаси, и за луѓе кои што имаат повеќе приходи. Третманот е исто. Кој беше последен папа што се лекуваше? Франческо. Долго беше во болницата? Тој имаше проблеми со здравието, факт е тоа, да. Да. Беше, мислам, повеќе од месец дена, така нешто. Вие лично сте имале контакти со некој од поглаварите? На истиот кат сме. Аха. И имало потреба и вие, и со претходниот папа, и со Бенедикт. Оти сме во тимот, и кога има и миса, и кога сме сите присутни. Има нешто специјално што треба да се помине за да се биде лекар на папа? Не. Едноставно довербата доаѓа од тоа што сте доктор во Джемели. Да, не сум јас личен лекар на папите, ама сме сите во тимот во секој момент спремни за било што. И не само за папи, за било кој што има потреба. А како ви е ангажманот на универзитетот? Тоа е практично... На исто место. Да. Интегрирани се во едно, врвна болница и универзитет. Да, нашата е едукативна обврска. Цело време има студенти, специализанти и плюс имаме лекции, предавања, one-to-one или пак во амфитеатар. Има студенти од Македонија? Не. Нема. Не, имаме медицина сарџери и медицина, тоест и на англиски и на италијански. Има студенти од цел свет, од Кина, од Јапонија, од Турција, од Америка, од секаде. Мислам дека нема од Македонија, или се уште не се дојде на 4-та година. А вие сте на четврта? Гастро и на 4-та. Аха. Добро. Реков и во најавата, неодамна добивте грант од Европскиот истражувачки центар. Тоа е механизам на Европската унија, воспоставен 2007 година за финансирање иновативни, револуционерни научни проекти. Станува збор за сума од 6,4 милиони евра за развој на уред кој што во исто време и ќе прави диагноза и ќе врши терапија. За што по-конкретно станува збор, дали може да ни каже? Станува збор на промена на парадигам, на начин на мислење на нештата. Тоа е идеја која што имам развиено со тројца физичари, експерти во физика. Од каде се тие? Еден од Франција, и двајца од Рим, од различни универзитети, еден Сапиенца, еден од кај нас од католички. И секогаш кога имам идеи, се конфронтирам со специјалисти во други теми. Така да во овој дел пред неколку години освоивме друг тип на грант, кој што беше 3 милиони евра, за развој на еден дел од оваа сонда, потоа добивме други идеи. Заедно е брейнсторминг, кога имате една идеја која што може да биде револуционерна, треба да се борите за неа, да успеете. Без средства не може никако да се оди напред. И со првиот грант до каде стигнавте? До пола. До половина. Аха, добро. И сега продолжувате практично таму каде што имате за стан? Продолжуваме и двата гранта се екстремно тешко да се добијат, како да играте на лото, не на лотарија.
Поготово вториот кој што е European Research Council, ERC, Synergy Grant, е највисоко ниво има 4 нивоа. Значи има Horizon, кој што се консорциуми од по 20 луѓе. Потоа имате ERC, European Research Council, кој што има Starting Grant, Consolidator, Advanced и Synergy, кој што е највисоко ниво. Ние го освоивме Synergy, за кој што е 0,000% да се добие тој грант. Да. Но велите како да играте лото во смисла на веројатност, но не е лото, не ве влеча таму, да. Сепак идејата е таа која што проектот го добива грантот. Имате 3 нивоа на селекција. Првото ниво е го гледаат проектот, има тријажа. Второ ниво поминува на комисија, трето ниво е усно. Лани не оборија неусно. Јас го бранев проектот. 22 комисари имаше. Тој спреклани 2014. На 8 септември 2025, датумот не знам дали нешто ви значи. На 8 септември 2025 имав покана усно во Брисел, во Ковент Гарден, кај што дојдовме јас и тројцата физичари, Штефан Лабниц, Масимилиано Папи и Винсент Кудерк. И во комисија имаше Nobel Prizes, тоест добитници на Нобелова награда, тие што не испрашуваа, од кои што еден во астрофизика. И успеавте да го одбраните. Да, 10 минути за презентација и 30 минути прашање. Може да се обидете со поедноставни зборови да кажете што ви е целта, до што да стигнете, до каква сонда? Целта ни е да развиваме сонда која што има диаметар од 2 мм, која што може да ја ставите во било каков канал, ендоскоп, гастроскоп, колоноскоп, лапароскоп за време на хирургија, за време на гинеколошки интервенции, уролошки, секаков тип на медицина, дерматологија, ушно, очно и така натаму, кој што кога ќе дојде на дестинација, гледате дека има ткиво кое што е различно од нормалното ткиво, уште без да го допре, во наносекунди дава сигнал дека станува збор за канцер или пак дисплазија и прави парагон со нормално ткиво. Во наносекунди им дава дознаење на неуронална мрежа со вештачка интелигенција дека е неопластично ткиво, дека е канцер, и вештачката интелигенција има нивоа на активира терапија која што во исто време, во наносекунди, ги поканува клетките да умрат. Ги носи во апоптоза, тоа значи процес на умирање на клетката, на малигната клетка. А тоа како се прави, со што? Со ладна плазма, која што им се аплицира на клетките во длабочина. И во исто време знаеме, тоест апаратот знае дека клетките се изумрени, дека се останати само здравите клетки. Звучи како од филм, но вие сега кога велите дека сте стигнати до половина, која фаза ви е завршена? Таа на препознавање на, да речем, на лошите клетки? Вчера стигна дел од апаратот од Франција, кај што еден од физичарите го гради оптичкиот дел и сега имаме фаза на тестирање на органоиди. Органоиди се клетки, наместо да се тестира на пациенти, така? Од пациенти, донатори, имаме на време земено малигни клетки и бенигни клетки кои што се депонирани во биобанка. Тие клетки се репродуцираат во лабораторија и те се викаат органоиди. И ги третираме органоидите за да не ги оштетиме клетките на пациентите. И тој период на практично на проверки, на тестирање, на тренинг, колку мислите дека ќе трае? Се надеваме што пократко, толку подобро. Имаме пред нас проект од 4 години. Ова тестирањето се врши кај вас во болницата? Во лабораторија, да. Во Јас сум одговорен за клиничкиот дел.
Добро, да, звучи. Тоа е практично оптичка биопсија, така? Точно. Оптичка биопсија која што прави кондензација на светло. Имате неколку типа на извор. Имате Раман, имате автофлуоресценција на ткива и втора хармоника. Тие се три извори на енергија кои што ви даваат точна диагноза. Само да ви кажам дека во последни 3 години имам учено физика за да можам да го одбранам проектот. Ова е проект кој што почнува доста долго време. За да знам за што станува збор кога зборувате со луѓе кои што се експерти во физика, треба да зборувате на физички јазик. Со нивниот јазик, да. Сега да се обидеме со јазикот на широката публика. Во моментот, ако сакате да потврдите канцер, да речеме во желудник, влегувате со гастроскоп, земате примерок од ткивото и потоа го носите кај патолог. Чекате 10 дена, 14 дена, зависи дали кои рецептори треба да се бојат, некогаш се чека и месец дена. И тоа се гледа под микроскопи, претпоставувам, не? Сега има доста напредни методи кои што гледаат, ги има и тука во Скопје, мислам, не е ништо, гледа кој тип на рецептори се присутни, каков тип на хемиотерапија, треба да се даде имунотерапија, сега има. Денеска се прави се помалку хирургија. Да, но ова е процес што трае. Да речеме најмалку недели, така. Точно. Со овој ваш уред тоа ќе биде скратено во наносекунди. Да. Да, звучи. Не само тоа, туку не контактираше и Aerospace Industry за авионите, за инспекција на млазните мотори. Оти не знаев дека се инфицираат со бактерии. И треба со сонда да се види дали има инфекција. И тоа е уште еден проект на кој што треба да почнеме да работиме. Тоа е поврзан, комплементарно на ова зашто зборувате. Има некаде на друго место во светот нешто вакво слично? Не, затоа е единствен проектот од овој тип. Не инјектираме ништо, има други методи за оптичка биопсија, ама треба да се инјектираат во вена флуоресцентни материи кои што се токсични и така натаму. Нашиот проект е без никаков компаунд кој што се инјектира во вена. Мултископот е првата фаза од да. Од добро. Сега ова не е единствена иновативна метода на која што и работите и до сега сте работеле. Може ли да ни кажете што имате, да речам, дел од она што го имате иновирано го сметате за најважно? Имам доста добар тим кој што ме поддржува во се, од биолози до техничари, колеги кои што работат со мене. Безброј идеи. Дури некогаш и не успевам да дојдам до крај на една идеја, се раѓаат нови. И доста млади колеги кои што носат нови идеи, и тоа е доста добро бустер за сите, како им давате желба за работа, поготово и на младите и на постарите. Работам на проекти кои што, тоа е моја иновација, кај што ги земаме мезенхималните клетки од масното ткиво, кај што има триење. Во истата ендоскопска сала се активираат, има процес на активирање во апарат кој што го има патентирано и се инјектира ендоскопски во ткива кои што се изумрени или од радиотерапија или од хемиотерапија за ткива кои што се изумрени, например, имате млади пациентки кои што имале канцер на грлото на матката и добиле радиотерапија и им се формирала фистула помеѓу вагина и вешика и губат урина, или пак вагина и ректум и губат измет преку вагина. И тоа се многу критични ситуации. Ова се млади пациенти кои што живеат со катетери во бубрезите,
за да не поминува урина и со стомија за да не поминува измет. Што е многу неквалитетен живот. Неквалитетен живот, имаат обид за самоубиство и така натаму. Не може никако да се реши ни хируршки. Ги решаваме со инјектирање на мезенхимални клетки, истите помеѓу хранопровод и дишник, трахеја. Ги затвараме со ваква метода. Имаме пациенти од цел свет ни доаѓаат. И какви се резултатите? Резултатите сме излезени на првата страница на ендоскопи, која што е журнал на Европското здружение на гастроентеролози, на првите 30 пациенти од лани. Сега сме дојдени на преку 300 пациенти третирани. И од тука добивме уште еден гред кој што е на 1 милион евра, кај што ги земаме клетките, ги печатиме во истата сава со 3D биопринтер и ги имплантираме директно во дефекти. Наредна фаза е терапија на диабет. Треба за кратко да почнеме, тоа е мој проект, кај што ги земаме клетките и ги инјектираме во одредени делови на гастроинтестиналниот тракт, за да се подобри биолошкиот одговор и да се намали гликемијата во крв. Тоа што значи? Наместо инсулин да се прима... Ништо. Само Практично. ендоскопска терапија. Аха. И Таа на одреден период ќе треба или еднаш се ќе прави? видиме, сега е пилот стади, ќе почнеме на првите 15 пациенти. И Да. Пред да ве прашам за овие методите поврзани со слабењето, знам Да. дека имате и други, нешто друго евентуално да не сакате да издвоите. Билиопанкреатична ендоскопија, која што е мојата прва љубов. Професор Костамања ме има научено. Практично се влегува преку уста, се оди во панкреас и во жочни патишта. Има доста и мои методи таму, симулатор, кој што се вика Бошковски Костамања, сега дел за изучување на таа метода, која што е доста тешка да се научи. Симулатор кој што е мој патент, го има во доста guidelines, книги, публикации од цел свет од 2012. И каква патологија се решава со ова? Се решаваат бенигни и малигни проблеми на панкреас и на жолчни патишта. Знам дека, да речеме, не дај Боже, канцер на панкреас е многу тешка ситуација. Вие, значи, неоперативно се обидувате да го решавате канцерот, или? Канцер на панкреас сме се уште во прва фаза на испитување на некои лекарства. Се надеваме дека ќе добијат доста добри резултати. Една од најтешките варијанти на тумор за лекување и огромен дел од научните студии се фокусирани на канцер на панкреас. Ендоскопски се прави палиација, тоест им се продолжува животот на пациентите, им се дава време за да добијат други терапии за да регредира болеста. Имаме методи како РЦП, ехоендоскопија, кој што гледа од внатре за да се земе примерок биопсија или пак да се даде терапија исто преку уста, директно во туморот. Дали нешто од ова се работи во Македонија? Македонија има одлични експерти, колеги кои што се навистина добри, доста подготвени. Еден дел се работи, нормално тие што се научни фази се работат во одредени клиники. Во Македонија знам дека се прави доста добра терапија, и хемио, и радио, и ендоскопски терапии, исто на клиника тука во Скопје има топ експерти. Сега реков дека имате ваши методи поврзани со слабењето. Предпоставам дека многу од публиката и ќе биде заинтересирана да го слушне тоа. За што станува збор конкретно? Станува збор за ендоскопска гастропластика, тоест се влегува преку уста и се шие желудникот. Се шие? Да, ендоскопски. Тоа е метода која што јас имам воведено во Европа во 2012 година. 12-13.
Во 2015 сигурно публиката знае што е балон кој што се става во желудник. Во 2015 јас го ставив последниот балон. Зошто? Затоа што, ова е моje лично мислење, мислам дека е неетички да се става балон, затоа што пациентите добиваат страшни болки, наузеа, повраќање и после 6 месеци треба да се извади. Потоа дојде еден друг балон кој што самиот се изфрла. Имате 4 месеци време за да ослабеете и моje лично убедување е дека треба подобри методи. Функцијата на балонот е го намалува волуменот. Го намалува волуменот. Има пациенти кај што има индикација да се стават балоните. Многу мала. Ние пишуваме guidelines, пишуваме публикации и така натаму. И во Европа и во Америка исто сите балони се намалува бројот, затоа што со гастропластика вие имате еден ден мали болки, малку гадење, кое што се решава со едно апче и од утре дента немате ништо. И имате долгорочна метода која што сега има резултати на 10 години која што ви дава слабење. Што е разликата со ова класично стеснување на желудник? Тоа е хирургија. Станува, ако почнете од основата, дебелината, обезитет е хронична болест, како хипертензија. Така, хронична дегенеративна болест која што рецидивира. Нас не е проблем да ни ослабе пациентот. Може да ослабете со кетогена диета, со лекарства. Проблем да имате оддржување. Потоа на Тој тежината. пациент за 5 години каде е? Слабе или има земено тежина? За 10 години каде е? Значи имате хронична болест која што треба да ја третирате на хроничен начин. Може да дадете медицинска терапија, може да дадете ендоскопска терапија, хирушка. Потоа пациентот треба да го следите. Како што пациентот што има висок крвен притисок мери притисок, пациентот со дебелина треба да биде контролиран. Инаку рецидивира. И прашање на време кога ќе рецидивира. Уште една е само стеснување желудник и ова што го работите вие, што е разликата во Стеснување желудник преку уста. Јас воведов и нова метода која што не е само стеснување желудник, туку со една сонда практично ја гориме слузницата на желудникот, која што се наоѓа во горниот дел, каде што се наоѓаат 90% на клетките кои што произведуваат грелин, кој што е хормон за апетит. И откривме дека во пациентите кои што имаат обезитет, тие клетки се алтерирани, имаат погрешна секреција. Ние прво ендоскопски ги гориме, кој што трае 10 минути од прилика, и потоа го шиеме желудникот. Резултатите сега на 18 месеци, за кратко ќе излеземе со публикација, се слични или подобри од хирушки бајпас. А сепак не поминувате низ таква траума како ако правите хирушка интервенција. Немате хирушка мутилација на органите. Имате ендоскопска процедура која што може да се повтори и која што е реверзибилна. Што значи пациентот е organ sparing. Имате желудникот е само морфолошки намален, додека може да абсорбцијата на витамин B12, железо, микронутриенти не е нарушена. И колку се слабе во колкав период? Само со гастропластика околу 17% од вкупната тежина. Ако дотурите За колкав период? До 6 месеци, потоа на година. Ако дотурите и аблација, новите резултати сме стигнати помеѓу 28 и 30% од вкупната тежина што треба пациентот да изгуби, што е слично на бајпас. Добро. Имате многу такви пациенти? 9 неделно. Вие ги третирате лично? Целиот тим, да, имаме тим. Да. Тоа ви е некој стандард дека толку третирате неделно 9? 3 во понеделник, 3 во среда, 3 во
петок, некогаш два пациенти, некогаш 3, зависи. Оваа метода не сум слушнал дека се работи во Македонија. Ќе се воведе. Имате доктори кои што ви доаѓаат на обука, на тренинг? Од Македонија, мислам. Порано повеќе доаѓа до 2013, така 14, 15. Потоа не биде никој. Не се сеќавам точно годината, ама порано доаѓа. Тоа беше поврзано со некаква програма или зошто Мислам сега дека не имаше, функционира? мислам дека имаше програма од Министерство за Здравство? За здравство, да. Министерство за здравство што праќаше доктори на обука. Обуки. Да. Добро, тоа веројатно како се менувале властите, така и ги се менувале програмите. Што знаете за нивото на македонското здравство? Македонија има доста добро здравство, кој што сегогаш може да се подобри. Добро, освен со гастроентеролозите, имате некаков контакт со некој друг. Вам семејството ви е тука, веројатно ви имаат потреба од користење од време на медицински здравствени услуги. Што ви велат, што се нивните искуства? Или ги земате во Рим кај вас? Зависи кога доаѓаат, јас лично им правам контроли или пак нешто, но како со годините и патологиите доаѓаат. Секогаш имам простор за подобрување. Во здравството треба да се инвестира. Не е проблем на колегите, туку е проблем на ресурси. Јас знам колеги од Скопје кои што се навистина на високо ниво, ама треба да им дадете материјали, треба да им дадете, во мојата бранша треба да им дадете протези, безброј, да имаат избор на тип на протеза за тип на пациент, така да не се адаптираат према тоа што го имаат. На каква протеза се мисли? На протеза мислам за било што, за ортопедија, за ендоскопија, за кардиологија и така натаму. Разбирам. Тоа оди со квалитетот на услуга која давате, зависи од квалитетот на материјали кои ги имате. Ако немате, не можете да дадете квалитетна услуга. Тоа не значи дека вие не сте квалитетен експерт. Вие почнавте јавно да се појавувате овде во периодот на ковид кризата. Имавте од време на време јавни појавувања со совети, со пренесување на искуствата. Италија беше една од најпогодените во тој период. Гледавме страшни слики, нели, на возила на итна помош, како чека во ред за немавме ракавици, немавме адекватна терапија, адекватни униформи за или пак една, и ако треба да одиш во тоалет, не можеш да одиш во тоалет. Ако влегуваш во 8, си до 20 часот, имаш една униформа, тоа беше на почетокот. Тогаш и вие работевте на ковид пациенти? Да, и сите. Ќе облечеш пелени и ќе бидеш 12 часа на нозе. Имавте многу обврски. Мислите ли дека добро искуство? Тоа сака да ве прашам. Тоа што не ве убива, ве челичи. Што научи здравствениот систем од таа криза? Да бидете похумани. Тоа е едноставно. На план на организација евентуално? На план на организација ме потсети на моите денови на студент. Со 5 евра цел месец. 5 евра во джеп. Разбирам, да. Тоа беше време кога требаше да се штеди на почеток, поготово првите месеци. Потоа добивме опрема и така натаму. Кога сте неспремни за нешто, не можете, едноставно немате ресурси.
Имаше и тогаш, а и се уште има големо јавно влијание од разноразни надри доктори, од слични луѓе кои што особено со социјалните мрежи знаат да бидат и многу влијателни експерти. Да. Конспиративни, да. Тоа е доста голем проблем и има голема регулативна дупка. Нема едноставно никаде во свет нема држава која што може да ги адаптира законите со толкава брзина со која што се развива вештачка интелигенција, социјални мрежи, нарушување на човекови права и така натаму. Вие имате, јас прашав мои две специјализантки кои што се многу активни на социјални мрежи. Добив идеја да видат на една од доста популарни мрежи кои и колку видеа даваат совети за слабење. Во рок од една недела издвоија околу 270 до 300 видеа со совети за слабење, од кои што 30% се инфлуенсери кои што имаат помалку од 18 години. И даваат диети за нископротеинска, високопротеинска, low carb, high carb diet, високи и ниски карбоhidrati и така натаму. И имаат над 1 милион прегледи. И никој не си поставува прашање каде учеле, кој им дава лиценца за да даваат такви диети. И ги пратат луѓе кои што имаат факултет, кои што се интелигентни, имаат завршено школи. Мислам, на начинот на кој што јас ги гледам нештата, не треба да имате факултет за да бидете интелигентен или пак да бидете човек кој што има разбирање и така натаму. Факултетот е само парче хартија што ви дава пристап на нешта. Значи, за да еден човек кој што работи на каса во дуќан има повеќе искуство од многу луѓе кои што имаат не знам какви премии добиено што јас ги знам. Повеќе искуство хумано и со луѓе. Да, има и организирани обиди да се работи на таа така наречена медиумска писменост или писменост поврзана со социјални мрежи и така натаму, но фактот е дека тешко оди. Да. Се до тој што ги слуша нештата. Тоа ве враќа на темата на COVID, ве враќа на темата на земате здраво за готово се што читате. Ово има 1 милион прегледи на секунда, сигурно некој нема никаков бекграунд за да ви дава совети, така? Подобро додите кај комшивката кој што има 95 години да ви каже што јаде и што јадела цел живот да дојде до 95 години, отколку да слушате некој кој што има 17 години и дава совети за здрав живот. Да, кога сме кај дебелината, неодамна се појавија статистички податоци, велат 65% од возрастното население во Македонија имало зголемен индекс на телесна тежина, додека 30% живеат со дебелината како болест. 30%. Тоа е огромна бројка. Тоа е огромна болест и тоа е исто социјален проблем, не е само станува збор за една многу комплексна тема. Дебелината е мултифакторијална болест, што значи не само да имате пристап на здрава храна. Во Италија луѓето кои што се дебели немаат пристап на здрава храна, јадат паста, 200 грама паста за ручек и за вечерот и немаат пристап економски до здрава храна. Гледате деца од 8 години кои што имаат 60 кил. Така. И ако не го завршат тањерот пред нив, е драма, и можеш да дојдеш. Децата имаат сами авторегулација, знаат колку им треба. Не треба да ги терате да јадат. И потоа допир до конзервирана храна, чоколади и така натаму. Сето тоа е поврзано и фали едукација во
школите од основна школа за здрава храна. Не пристап до газирани пијалаци, до Кажете на меренди англиски. со шекер Да, и така да. натаму, кои што го нарушуваат микробиотот на дебелото црево. И плюс имате еден дел кој што е психолошки, што значи кога доволно е да имате мала депресија и кога се јаде се ослободува хормон кој што е допамин и дава чувство на се чувствувате добро. Така. И исто ние кога третираме пациенти со дебелина поминуваат на психолошка валутација. За да се исклучат binge eating, јадења прекумерни, дистурби со храна и така натаму, што е доста комплексна тема. Да. Добро, што се вашите планови за блиска и за подалечна иднина? Професионално се разбира. Професионално имам доста проекти. Сум задоволен затоа што имам огромен тим кој што работи добро, публикации, инвестирање во едукација на тие што се околу мене. Имаме отворени врати за сите кои што сака да работи добро, да прави научни истражувања кои што директно поврзани со третирање на пациенти. Јас сум секој ден во ендоскопска сала, влегувам во 7:30 и излегувам навечер во 20 часот. И врз тоа имаме и научни истражувања, што значи 90% од пациентите треба да бидат во протоколи за да се види кој ауткам има, што се случува и така натаму. Некакви планови со Македонија имате ли? Освен да доаѓате и да го посетувате семејството. Македонија е мала земја со многу паметен народ и мислам дека тука треба да се инвестира од моја гледна точка во здравство, во образование, во подобрување на нештата, ама не треба луѓето да чекаат некој тоа да го направи. Ако секој од нас чека нешто некој да ни даде, ништо нема да се случи. Секој поединец треба да придонесе, за да јас така го мотивирам мојот тим. Сите сме дел од едно општество и дома исто така, ако чекате родителите да ви донесат нешто, ништо нема да биде од вас. Благодарам за овој разговор. Портрет се надам дека успеавме да доближиме дел од тоа што го имате поминато во животот. На почетокот не би било лесно, но очигледно инвестицијата и трудот се исплателе. Ништо не е лесно. Треба да секогаш да помислите на минатото, така? Да видите вашите дедовци и прадедовци како се мачеле, што правиле. Се што имате, некој се исплатил за да го добие тоа, така? Сега има тоа што го гледам во младите секаде, не само во Македонија. Сите сакаат нешто убаво, така? Кога гледате на телефон Да, блескави Да. слики. и сите сакаат убав живот, да бидат богати и така нешто, ама тоа води само кон сиромаштија. Ако ништо не направите за да ви се подобрат нештата. Ако само сонувате да стигнете до таму, не се обидувате сонот да ви стане јавен. Точно. Крпен живот од Стале Попов, најдобра книга за читање. Јас ја прочитано барем 10 пати. Последен пат пред 3 месеци. Моја препорака за младите за да видат како се живее во Македонија и што треба да направат за да се подобри нивниот Ја живот. има ли на италијански? Не, Ја нема. мора да се преведе. За моите деца, за Да. Треба да се обидете да видите дали може да го направите, Да. тоа. Да. Ви благодарам за овој разговор. благодарам. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас, гледавте интервју, портрет со Иво Бошковски, гастроентеролог со светско реноме кој работи во познатата болница Џемели во Рим. До крај новата саботажа. Пријатно.
изненадува креативноста на градоначалниците, но веројатно не мислат дека е доволно да летаат балони за твоето место да почне да наликува на некое познато, камо ли да креираш перцепција дека перспективно би можел да се представуваш како верна копија. Општината планира нешто многу поголемо, јас само ќе ви пуштам еден хинт. Планираме ново село да го правиме Кападокија, вие оставам на вашата имагинација како тоа ќе го направиме. Навистина е прекрасно да се остави да работи фантазијата, ама па така секој најмногу би мечтал да стане директор на некое општинско јавно предпријатие. Оти зарем има нешто побаво без грам грижа и одговорност да раководиш со фирма која и покрај дополнителните пари што ги добива е заглавена за уште 2,5 милиона. Па уште и да бидеш ладен како шприцер. Ако фирмата не преценуваше 5 милиони денари субвенција за ликвидната пари за плати на крајот од годината? На крај од годината. Па ќе се потрудевме некако. Нема прашање, може да Кога немате прашање? Значи ќе се снајдевме ние на некој начин. Не е битно. Па секој се снаоѓа како што знае и уме, ама зборовите се лесни кога не се плаќа лично од својот джеб, туку граѓаните на прилеп. Според проста математика, на директорот вработените за градскиот пазар, пазарели или не, дневно одвојуваат поречиси 1000 евра. За вашето јавно предпријатие да функционира му требале 55.000 денари секој ден. Понеделник, вторник, среда, работен ден, неработен ден, секој ден во годината по 55.000 денари. Работите само во пазарни денови, во среда и во сабота, другите денови се затворени и заклучени портите. Не знам што работите за затворени врати. А кога за тие врати се прават кадровски шеми со кои се сака да се изигра некоја своја партиска комбинација. Се случува општ хаос предизвикан од председателот на Советот, кому му фалат гласови, па и по 3 дена заседавање не може да ја изврши нарачката. На почетокот само за Коменски. Ова е само мал дел од демократскиот амбиент во Скопски Карпош. Реплика. Ама како ќе се научиме што си автократа и се научиме За разлика од Христо, кој дозволува ваква дебата во Гевгелија, председателката има проблем со фреквенциите на своите советници. Особено ако тие се обидуваат да ја начнат светоста на градоначалникот. Кому изгледа, транспарентноста му е непознат збор. Одговорете зошто градоначалникот е отсутен на оваа седница. Ќе ве замолам најучтиво и културно тонот на вашето обраќање кога ќе бидете на говорницата да го снижите. Појачени сте со микрофона и на сите ни се слуша. Какво е тоа обраќање? Какво е тоа обраќање, колега Тодор? Пауза од 5 минути. И на крајот, како што Ново село сака да биде Кападокија, така и Битола сака да личи на Скопје. Сите граѓани во овој град ја сакаме зоолошката градина, но ќе беше многу поинтелигентен потек ако купевме слон или жирафа за нашата зоолошка градина, а не копитари и не гмизавци. Кој знае што е глупо, а што паметно, но ако се знае дека папкари се магарињата, а влекачи змиите, тогаш тој што решавал што да купи, бил исправен пред тешка дилема, и немал некој голем избор.